Во денешното издание на Hype МК зборуваме за тоа што значи семејството. На кој начин е тука да ни помогне да ги пребродиме тешките моменти, колку е тешко да се жонглира со сите улоги што животот ги налага, како Таско и неговата сопруга Наташа успеваат да се справат со најважната улога во животот како родители, колку Таско се променил како личност и како гледа на музичката сцена од оваа перспектива. Останете до крај со нас да дознаете дали Таско ќе продолжиме да го гледаме како дел од естрадата или комплетно се фокусира на родителството. Здраво, Таско и Наташа. Ни дојавме малку да ви направиме гужва и галама, пошто обично претпоставам не сте навикнати на таква атмосфера. Како се сноѓате како нови родители и какво е чувството, Таско, ете како еден од помладите артисти од македонската естрада, како во улогата на татко сега? Па не знам. Јас од секогаш сум сакал деца и од секогаш сум сакал да имам своји деца. И некако природно ми да е цела работа со оглед на тоа дека, не знам, сите деца сум ги гледал како мои, што се вика, што ќе сум ги сретнел и ми биле многу интересни, а секако, нели, од кога станав татко, уште повеќе ми се зголеми таа љубов кон нив, така да, мислам сега не дека има мои, туку пак ги сакам сите деца, а моите си сакам највише. И овакво класика, напорно е малце, мислам напорно од типот на тоа дека се захтевни и бараат внимание и љубов и све меѓутоа, ако не им го даеме на нив на кој. Што конкретно се смени во твојот живот со улогата на татко сега? Па, генерално многу работи. Јас како лично се сменив, почнав да си ги гледам оние мани што не сум си ги гледал пред тоа и она каков татко и родител сакам да бидам, односно да станам пример за моите деца. И некако многу поодговорно почнав да превземам некои иницијативи во врска со мене и со промена, нели, кога си малце помлад, па нели тие шетања, искачања и сите дружби и работи ти се би побитни него ли било што друго. Сега некако све сменето, на петок ми е многу убаво кога сум дома и сабота ако немам настап едино. И така некако малце се поприбрав да речам на некој начин дома и така посталожен сум сега. Има ли нешто посебно на што те научи целиот овој фамилиарен живот и татковството веќе година и колку тамо неколку месеци? Посебно што ме научи, па конкретно можеби ме научи дека треба да ги цениме моментите со луѓето што ги имаме многу повеќе неголи например да гледаме на нив како само од површина, како не знам, може да се случи утре, еве, било што да се случи, не знаеме што ни носи утрешниот ден, само денеска го имаме и мислам дека тоа многу повеќе почнав да го ценам сега од кога ги имам нив, него ли пред тоа што сум го ценил. Така, дали се смени како човек во овие година дена? Како човек? Па да, мислам дека да. Еве, моментално водам некоја борба, ама за тоа ќе дознаат луѓето. Кога ќе направам некој јубилеј и ќе успеам да им кажам, мислам кажав нешто на Инстаграм, например, дека еден месец веќе не пијам алкохол, дека гости тие сите работи како штетна храна и други ред работи, меѓутоа сакам да биде тоа малце да речам, понадолгорочен план за да има ефекти да видат луѓето уствари дека може све да се промени, ако човек доволно сака. Може ли да ми кажете како изгледа еден ден, со две деца, од сабајле до вечер, што се случува тука? Јас станам со Киријана од сабајле, давам млеко да пие, она заспива и ја искачам од дома, после она останува со нив, така да она може да каже поише. Втората смена е моја. А менуваш пелени, Таско, или се е на неа, ама? Менувам Све пелени. прави, менува пелени, бања деца, храни деца, све прави. Да. Почна активно да се снимаш на TikTok во последно време. Дали тоа значи дека ја оставаш музиката позади себе или ќе се фокусираш и на двете работи? Или преминуваш во инфлуенсерство, можеби? Да, ја оставам музиката за секогаш и станувам тиктокер. Нема шанси. Нема шанси. Мислам, за TikTokот е нели платформа во која е базирана на музика генерално и нели музиката е во предоминантен план на TikTok. Се што се случува на TikTok е со музика, дали е танц, дали е некој челендж или било каква работа да се прави на TikTok е со музика. Јас TikTokот го гледам како платформа многу добра, каде што реално ако имаш доволен број на следбеници може да си ја пласираш музиката твоја на некоја, да речам, поголема маса на луѓе. И порано имав еден TikTok профил, меѓутоа не го работев толку како што го работам сега, овој како што го гледам, овој го гледам технички како работа на некој начин, затоа што ќе ми помогне во
во музичкиот дел да можам да пласирам песни поубаво и да може да се дешаваат многу други работи. Така да сите тие социјални мрежи, ако добро знае човек да ги искористи, мислам дека може да има многу бенефит од нив. Ќе се вратиме малку и пак на децата. Некако постојат стереотипи дека е тешко со деца на мала годишна разлика да се справи човек. Како вие се справувате и дали ги побивате тие стереотипи и митови или дали можеби е полесно? Не знам како би го сложил. Ја ти кажи како мислиш дека би требало да звучи. Не знам, стварно ти кажам. Уф. Тоа е, уф. Уф, звучи 2 деца во разлика од година и 3 месеци. Уф. Ама после ќе одмарате, мислам. Така, меѓутоа 90% од деновите совршено. Да. Совршено си викаш дури може и требаше малце порано. Но Киријана може и да не разбира толку, меѓутоа он на пример станува секоја саба или доаѓа гушка, пошто јас ја тргам од спална за да спијат, они доаѓам тука, продолжам да спијам со незе и он доаѓа кога ќе стане од спиење, не ме ни гледа мене, кога буквално иде прво кај незе, гушно ја бацувам, нешто ќе каже и си продолжува друго да си прави него. Така да е, кој што кажува, на 90% од времето е све окей, ете тие 10% да речеме дека се напорни, и тоа напорно е за посветен родител. За непосветен родител ќе ти рече е лесно. Тоа ќе прашав баш, спомна дека доаѓа прво не друг не постои, само Киријана постои. Постои ли љубомора малце од страна на Лукијан? Дали постоеше на почетокот? До сега не покажал. Искрено ти кажам, до сега не покажал. Сега не дека се наши деца и дека ги бранам. Нема инволвиран од самиот старт, значи него тргнавме сега Лукијан ќе иде во спална, Киријана ќе седи во дневна, не. Значи сите бевме на куп. И тоа е, Киријана плаче, Лукијан мора да се навикне, Лукијан плаче, Киријана мора да се навикне. И беа 24/7 заедно, така да... Чива беше идејата за имињата? Взаемно ни беше договорено. Искрено, за Лукијан требаше Лука да се вика првото дете, пошто имавме еден случај со Наташа, каде што, например, кога стана првиот пат трудна и побаци, спонтан абортус кога се случи, требаше тоа дете да се вика Лука. И са вториот пат кога стана трудна, веќе не кефме му даеме исто име на тоа дете, ама некако поведени од тоа дека Лука како да го крстиме, ајде да направиме нешто поврзано да биде со Лука, е како Лукијан. Киријана исто ни доја на двајцата, дури онака баш листав ми имиња. Ти како сакаш Миха да се вика? Миха, да. Миха сакаш да се вика, јас сакав Киријана и беше па добро, Киријана е поубаво од Миха, искрено ти кажам, добро, ајде. Супер имиња сте одбрале. Кои се таско вредностите по кои што сакаш да ги растеш децата? Љубов, разбирање и упорност. А што е тоа што најмногу сакаш да ги заштитиш? Од све. Од тоа што не го гледам. Не, искрено да ти кажам, од тоа што го гледам не ми е толку страв, затоа што знам дека можам да се справам. Единствена работа ми е од страв тоа што не го гледам. Значи, постојат многу работи кои што не можам да ги видам, ама и тука не можам јас да ги играм улога врз основа на тоа, така да мислам дека на крајот све ќе испадне како што треба. А дали мислиш дека е паметно да се растат деца во Македонија? Не, искрено ти кажувам дека не, ради тоа што јас ја сакам оваа држава, јас го сакам и овој град во кој што живеам, ги сакам и луѓето кои што ми се тука. Меѓутоа, многу е тешко да растеш, сведоци сме на многу случаеви, што например за основни потреби немаат луѓето, не па за нешто друго да живеат. Некој најнормален живот, да речеме, да отидат еднаш-два пати годишно на одмор, што се вика изимување, и не знам, да прошетаат негде, да видат свет, ме разбираш како. Македонија е, на што се должи тоа, сите многу добро знаеме и ќе кажам дека не е убаво место за растење на деца, ама е убаво место за челичење на карактер. Да. Најдобриот совет што си го добил во врска со родителството и од кого? Најдобриот не е совет, тоа е клетва на некој начин. Татко ми ја кажа кога ми се роди Лукијан, ми рече сега стана татко да даде Господ син ти да ти прави дупло од тоа ти што си ми го правил на мене. Значи дали било тоа добро, дали е лошо, јас не ти кажам. Значи син ти да ти прави дупло од тоа ти што си ми го правил на мене. И тука бев као прво,
као ми става клетва некоја на мене, после сватив си, викам чекај, не е клетва и добрите работи може да ги прави дупло боле, ама и лошите да ги прави дупло полошо сега. Боже мој, ќе видиме на Така што ти треба да се запрашаш сега што си правил за да дали он ќе го прави дуплото. Да, буквално. И тоа некако ми ги отвори очите за родителството, затоа што нели се правиме ние секогаш кога сме дали тинеџери, дали малце постари, после тоа се правиме многу паметни кон нашите родители, сме као ај не ми кажувај ти, јас знам све или ти не ме разбираш мене, као таков некој поглед имаме. Меѓутоа све разбираат и све знаат. Јас знам сега, пошто нели еве ги веќе растат, под скоро Лукијан 2 години ќе полни. И сега ти све знаеш. Сега јас не знам ништо, он знае све. Да. А дали планираш да ги внесеш во светот на музиката, можеби? Па Лукијан покажа некои афинитети. Наташа ми прати пред некое време клип таму кај што ми е микрофонот, сам си отишол, си се качил, као да ме снимам, имитира мене, нешто прави. Кога му пушта музика, некои песни рапува, ама не знам, ќе видиме како ќе одберат они така, на крај крајот ќе бидам тука да ги поддржам за се што сакаат да направат. У животот ќе ми кажам лошите страни и добрите и секогаш ќе бидам реален спрема нив. Ништо не ќе гледам да не им, како да кажам, да им го ублажувам на некој начин, затоа што мислам дека тоа е една од работите што како родители што сакале не заштитат, ни ги ублажувале работите, а после тоа станувало тоа многу поригорозно од кога ќе сме се освестеле ние како функционира светот. Барем ќе бидат спремни за вистинскиот свет што ги чека. Така да ќе ги поддржам во све, меѓутоа ќе гледам и да им ги кажам и лошите страни, на тоа и добрите пони нека одбираат. Дали Наташа е можеби љубоморна како се справува со фановите и со пораките што ги добиваш? Еве прашаја не се. Воопшто. Имате довер? Љубоморна. Па да, мислам долго време сме веќе заедно, така да уште кога почнавме се гледаме ми беше јасно што ме чека. Така да сега после 2 деца воопшто не сум љубоморна. Нема време за да биде љубоморна. Нема време, да. Нема време за да биде љубоморна. Ти, Таско, затоа што на поголемиот дел од видеата на YouTube има коментари дека не знаеш да пееш, тоа се некои нели нормално хейт коментари што секаде ги има и за секого. Како се справуваш ти со тоа? Види, секој има право, поготово во време на интернет, на своји коментари, свое мислење. Например, ако се водам според субјективно мислење на некој човек, ќе треба да ја правам само песни за него, ме разбираш? Така да, луѓето што тоа убаво го каже Игор Џамбазов, вашиот коментар не искача подалеку од таа соба, така да креирам, правам докази за тоа сите мои песни до сега и сите дела што ги имам направено позади мене, какви да бидат, и мислам дека тоа е многу голем доказ за мене каков сум како артист и личност, и од не знам некој коментар дека не знам да пеам не може толку да ме навреди. Отиде вирално видеото кај што Теа Трајковска изјави за Hype TV дека те исцидила како крпа. Како ги коментираш печатоците од публиката за твојот однос со Теа? Па, што знам, не знам, со Теа баш правевме муавет и она баш го има кажано тоа дека како не сме се запознале, порано вика како ја и ти да сме родени брат и сестра, ме разбираш, буквално така, и функционираме на тој начин и комуницираме на тој начин, дури луѓе се чудат као и сега на пример седиме и правиме муавет и ќе почнеме на пример не знам да се тераме. Ајде ти вака, ај ти онака, ме разбираш како колку време се знаете вие за овака да комуницирате, се знаеме. Меѓутоа не знам како да кажам, понекогаш со некои луѓе така одговараш ниста бранува должина и ти тргнува муаветот, со некој на пример цел живот се знам со некои луѓе не може да ми тргне муаветот. Кои се тие луѓе? Не ги кажам. Не ги кажам. Во каков однос си со екипата на Горила, од Горила продукција и од Urban Records? Во оке односи сме моментално. Имаше период каде што не бевме во оке односи, меѓутоа беше све тоа склоп на неколку да речам, на неколку непромислени потези од, да речам, од нивна страна и некои непромислени потези од моја страна и така све доби некој таков печаток во јавноста дека ние не сме во оке односи, меѓутоа сега сме оке, баш со кум правев пред некој ден муавет се чув од Вабона, со Пајак сум константно во комуникација, со Гордан исто, со Ивајо работам до ден денеска, као со сите сум окей. Со Сладкар исто, така да, со сите сум окей. Мислам, нема зла крв помеѓу нас, затоа што едноставно, некако сме решиле да ја спуштиме топката, јас се решив да ја спуштам топката, и им кажав на луѓето како стојат работите и најверојатно и они има, да речам, дел во нивното срце за да ми простат и да биде као ај окей, тераме понатаму и све окей.
А кого сметаш за најблизок сега од македонската естрада? Од македонската естрада, кој сметам за најблизок, искрено, Дрейк има една песна No Friends in the Industry, така да не сметам никој за близок во естрадата. Не се шалам, Панчо ми е така еден од поблиските луѓе, може да го кажам како соработник, затоа што во многу моменти кога многу луѓе пробаа да ми направат некој јавен линч и ми се ставија за некои работи, Панчо беше тука позади мене, буквално позади камерите беше многу влијателен врз мене, врз она кој сум јас и како да реагирам на сите тие работи, така да масивен респект имам за Панчо. Ќе остане тоа така и не знам другите сите, па тука се негде сите, само ете Панчо така мислим издвоено од сите. Пошто еме и постар и знае да ми даде совет некој и подолго време во оваа работа од мене и за тоа знае да ми даде совети. За тоа би го одвоил така како најповерење што имам во некој човек. Кажи ми, имаш ли мислење за ситуацијата со Антонија Гиговска и Иван Јованов? Немам мислење, што мислење да имам, не знам. Ја не сум човек што трачари и што прати трачари, не знам како да кажам сега. Јас знам што се има случајно, меѓутоа не сум јас тој што треба да суди во таа ситуација и да осудува, кој што гледам у коментари што пишуваат, не знам, за него, за мажот на Антонија што пишуваат, за Џокер, некои глупости и такви работи. Не знам, едноставно, не сум ја тој што треба да суди, они си знаат што прават. Ме разбираш, на крајот од денот кога ќе легнат у креветот, легнуваат во креветот што они ќе си го наместат, така да. Како ќе си го наместиш креветот, така ќе легнеш да спиеш. Ке те прашав и за Давид Давидовски, ама може би него не знаеш, а и да го знаеш сигурно ќе го добиам истиот одговор за неговото мислење за него. Не го познавам Давид, мислам го знам, да, он имаше некоја емисија, исто подкаст, некој тераше, не ми ни технува. Па ќе ти кажам, не сум некој тип на човек што трачарим, но имам доволно работи да се замарам во мојот живот и за мојот живот и тугите животи скоро малтени да не ме интересираат. И така функционирам и така гледам, ако можете да приметат и фановите и луѓето дека сериозно и на припукување некои на мене кои се насочени во последен период, во последнија година дена не враќам, одбивам да ги игнорирам поради тоа што сфатив дека мојот мир не треба да дозволам никој да го наруши пред се. И така и терам моментално така. И стварно немаш време, мислам, полни раце работа. Нема време, да, помеѓу подвоено, помеѓу фамилиарен живот и музика, ајде Луќан кога се роди, ми требаше време да се адаптирам дури се вратам у музика. Ама Киријана веќе кога е тука и две деца кога се, значи морам да балансирам помеѓу цел ден да можам и да работам музика и да работам, да речам, инфлуенсинг на некој начин со тие некои фирми што соработувам и за кои сум бренд амбасадор, да вежбам да најдам време, за нив да најдам време, при тоа да работам и музика, така да немам време многу да се замарам со туѓите животи и рекла казала муавети. Еве за уште една личност ќе да прашам сега. Твојот однос со Лазаров и дали го поддржа во целиот проект ова со подарувањето што беше? Да, го поддржав и тоа беше взаемна соработка на некој начин, да речеме, затоа што единствената работа што се случила на Балканов, можам да кажам како giveaway, може би у Европа е најголема, не можам да зборам за свет, пошто таму у свет постои еден што многу пари дава и многу работи, меѓутоа на Балканов и во Европа ваков giveaway мислам дека не постоел. И јас уште од самиот старт го поддржав Лазаров и бев као брат, тој да ти треба, побарем. И негова идеја беше да настапуваме за нова година заедно, се одека тој проект беше со оддел со да настапуваме заедно, вика, ако сакаш, му викам брат, каде и да ме најдеш во овој giveaway, викам, значи каде мислиш дека може, јас сакам да бидам дел поради тоа што е многу убава работа што се случува. Без разлика тоа сега како било, зашто било и што, јас сакав да бидам чисто дел од случувањето поради тоа што многу луѓе ќе направи срекни тој giveaway, а не треба ништо да направат. Го поддржав и уште го поддржам, го giveaway од тера само во малку поразличен формат и се уште го поддржувам и се уште стојам позади тоа дека дечкото е еден од најамбициозните јутјубери на оваа сцена кај нас и дека стварно знае што прави. И сака да го прави тоа, се гледа дека сака да го прави. Го прави некој без љубов, нема да го прави како него. Овој го прави затоа што го сака. Да, само што кај нас не дај Боже да видат успешни луѓе и некој што прави нешто за себе и за другите. Не, сака да си успешен, а не поуспешен од нив. Ако ќе веќе бидеш поуспешен од некој кој што му сметаш и му ствараш конкуренција, веќе он ќе сака да те сруши. Меѓутоа, тоа е борбата, нели тука ќе видиме кој е кој. Затоа giveaway-от си продолжи.
Дали мислиш дека тоа е една од причините зошто македонските музичари одат да градат кариера во Србија? Дали е таму полесно и дали таму има здрава конкуренција на некој начин? Не е здравата конкуренција, туку различен тип на шоу бизнис има во Србија. Јас сум бил неколку пати, он соработувано со многу имиња од српската естрада, и звучни и незвучни. И сум видел како функционира целиот тој процес кај нив за шоу бизнисот и сериозно имаат сватено страната на шоу бизнис. Правиме муавет за продукт, производ и комплетен артист како да се изгради. Значи, кај нас некако половично се прават тие работи, никој не сака да инвестира во сам себе. Секој мисли дека со 3,5 песни е звезда станат и дека може да продава и да распродава клубови, дискотеки, тука му заврши кариерата и некако дали брзо се заситуваат од сето тоа или па не сакаат да стигнат до таму каде што викаат дека сакаат да стигнат. Во Србија кога ќе влезеш во еден бубањ, кога ќе те стават, значи ти дали сакаш да пееш, дали не кеш да пееш, дали ова ти си бе бате тој. И тебе сега те правиме таа и таа звезда и ти не смеш ни ја ни Б да кажеш, затоа што има цел тим што работи позади тебе. И тоа е тоа. И они сериозно го имаат сватено тоа и имаат сериозни пари од тоа. И значи се менја животи на луѓе. Додека кај нас пак мислам дека шоу бизнисот е табу тема и малце е као сите сме поштени, сите глумиме добри, сите сме окей, на крај никој со никој не е добар кога ќе се изгасат камерите. Ме разбираш, и тоа е најголемиот проблем. Тоа веќе не е шоу бизнис. Да се плукаат на камери, знаеш колку боле ќе биде како што се плукаат позади камери, каков шоу бизнис ќе имам. Сериозен сум. Разбираш? Као само ради тоа србите имаат подобра естрада од нас. Чисто ради тоа што Јелена Карлеуш се судат 10 години поред. Разбираш? И луѓе сакаат да го гледаат тоа како се судат оние две. И тоа е шоу бизнис. Еве кога спомнавме судење, се сетив, не знам, претпоставам слушна за псењето на Тракер. Да. Кој е твоето мислење за тоа? Па јас работам со Тракер. Тракер ми е соработник и добар пријател, мене и цел живот скоро сме заедно, дури и он е човек кој што ми дае шансата да снимам музика. Меѓутоа не бев запознаен дека он се бави со таа работа. Ме разбираш, јас знаев дека на пример он конзумира нешто што конзумира и тоа било све за лична употреба. И сега ме разбираш, јас сум знаел само за тоа, не сум знаел за ништо друго. Сум идел кај него дома, он кај што живееше во Ново Лисче, сум идел кај него дома чисто да снимам песни, ме разбираш, сме седеле, сме снимале, пошто има и студио таму. Не сум знаел ништо во врска со ова и кога видов, а немав некој долго време контакт со него, некој 1-2 месеци, кога видов дека го уапсиле прво и основно, не ни знаев. Мене ми прати другар дека е уапсен. Викам кој е ова, пошто само иницијали имаше на страната на МРВ, Тракер ми вика, како викам и си го баш буквално го одврзав оној чвор што ми беше у главата за него, што мислев дека ете тоа било само за негова конзумација, употреба, он имало нешто позади. Меѓутоа секој е невин, друг не се докаже спротивното, така да мислам дека Тракер е невин. Ослободете го мојот брат. Таско, за крај, што може да очекуваме следно од тебе на музички план или нешто, не знам, на фамилиарен план можеби? Спремам албум, концепт албум спремам моментално. Ќе се вика, ќе кажам, ќе извадам и првата песна, носечката песна, Воскресение ќе се вика. И првата песна ми се вика Воскресение и ќе биде тип на албум каде што ќе го раскажувам периодот технички каде што ме немаше со музика и што све ми се деси. Дека добив 2 деца, со што се справував, како успеав да пребродам низ многу работи. Значи, она се вратив на стариот Таско, само во друга тема. И тоа го спремам сега моментално. Првата песна што ќе искочи ќе се вика Воскресение и би сакал да искочи до Великден целиот албум, ќе гледам да го извадам до Великден. И ако не успеам, ќе видиме. А за на семеен план вака планираме да останеме уште година 2, па ќе видиме за трето. Здраво на сите, јас сум Таско, а вие гледате Hype TV.